Факт е дека автономните возила ќе го олеснат животот на модерниот човек. Тој повеќе нема да има потреба за поседување возило, туку едноставно ќе го повикува кога ќе треба да оди на секаде и после тоа нема да се заморува барајќи место за паркинг. Времето во патување ќе може да го потроши корисно или пак за дремка, а безбедноста му е загарантирана. Но таа е и најголемата причина за недовербата на луѓето во овие напредни технологии. Зарем би го довериле својот живот на електроника произведена веројатно на далечниот исток и софтвер за кој ве уверуваат дека совесно е развиен. Во западните земји се подготвуваат законски решенија според кои производителот на возилото ќе биде одговорен за евентуална сообраќајна несреќа, но тие сигурно ќе имаат премногу фусноти напишани со ситни букви. Тоа пак значи дека се реални шансите да се влечете по судови докажувајќи дека не сте виновни, бидејќи на автомобилот сте му дале нејасна команда. Голема придобивка од автономните возила е дека тие ќе ги исчистат градовите од сообраќајните метежи и аерозагадувањето. Затоа и изгледа дека целата приказна е поставена некако накриво, бидејќи фокусот на оние што ги поддржуваат овие технологии не треба да биде тие да се имплементираат во скапи лимузини, туку во јавниот превоз и доставата на стока. Од друга страна пак, голем број професии би станале непотребни. Освен возачите на автобуси и камиони, тука се инструкторите по возење, полицајците па и сервисерите, бидејќи бројот на возила ќе се намали. Но затоа пак ќе се зголемат можностите за нивна злоупотреба, например за терористички акции. Како и да е, далеко е уште времето кога ќе мораме да се откажеме од задоволството да се вози автомобил и со него да се фалиме пред соседите и пријателите.